Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде претседателот на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Тодор Коневски. Добре де. Добро ве најдов и благодарам за поканата и се надам дека ќе успееме да го задржиме вниманието на гледачите. Не се сумневам. Месеци на практиканство. Тоа е нова мерка која што е за обезбедување на практиканско искуство, нели работа за студентите, но и една нова енергија и кадар за општините. За што всушност зборувам? Точно ова е една нова иницијатива која е под водство на Министерството за локална самоуправа во соработка со повеќе државни институции, исто така и со државните универзитети. Мерката предвидува дека за време на месеците август и септември студентите ќе имаат приликата активно да учествуваат, односно да бидат практиканти внатре во локалните самоуправи на своите општини. Оваа мерка, визијата позади оваа мерка е да воведеме една реална политика каде што младиот човек ќе можеме прво да му дадеме практично образование, на општините да им дадеме една млада, силна енергија и со тоа да креираме една кохезија каде што на младите тоа практично искуство што е неопходно за понатамошното пласирање на пазарот на трудот да на некој начин им го исполниме, а од друга страна општините веќе да имаат да почнат и да размислуваат во некои позитивни текови како што размислуваат младите, нели. Од друга страна, иако ова е една нова мерка, сакам да истакнам дека ова е нова мерка на национално ниво, но ВМРО ДПМН како влада, како политичка партија, вакви мерки насочени кон младите работеше дури од времето на опозицијата. Како еден позитивен пример ќе ја издвојам општината Битола, која што оваа мерка еве ова лето на свое општинско ниво веќе четврта година поред ќе ја прави. Преку од 40 до 50 млади студенти со Универзитетот во Битола, со кој што општина Битола има подпишано меморандум за соработка, веќе четврта година поред идат на практична работа во општината Битола и така помагаат на локалната самоуправа во таа општина да ги постигне своите цели, но исто така да некако се отвори за младите луѓе. Како е всушност принципот, како се пријавуваат студентите сами, некој ги одредува дека се тие, пошто знаеш опозицијата секогаш ќе извади повторно политичка работа која што не. Како функционира пријавувањето, дали може да не пренесе? Главно ќе иде преку универзитетите и преку ресурсниот центар за поддршка на општините кој што е под Министерството за локална самоуправа, ќе иде преку директни пријави каде што после тоа согласно каде живеат овие млади луѓе ќе бидат пласирани во општините од каде што они потекнуваат. Велиш во Битола е четврта година, што велат од таму, какви се искуствата? Генерално младите луѓе со кои што имам разговарано на оваа тема велат дека ова е едно одлично искуство и мислам дека младите луѓе генерално, не само тие што посетиле вакви иницијативи, сметаат дека многу е важно што почнуваат да се имплементираат иницијативи кои што тој јаз што постоел помеѓу локалната самоуправа, јавните институции, помеѓу граѓаните, особено младите, веќе почнува да се стеснува. И многу е важно да продолжиме со вакви иницијативи. Денеска збориме за месеци на практиканството, утре ќе збориме за некоја друга мерка што на граѓаните, особено на младите луѓе кои што утре треба ефективно да ја превземат оваа држава, треба да им овозможиме да бидат вклучени во процесите, да ги градат процесите, да го дадат својот придонес во процесите, бидејќи според мене говорејќи од моја позиција, енергијата и визијата на младите е нешто што во секоја работа е клучно. Ова ќе биде и за општините полезно, како што кажа и ти самиот, да буквално биде извор на еден нов кадар кој што ќе се заинтересира со самиот момент што ќе работа таму. Точно, и не само со самиот момент што ќе работат, туку исто така ќе може да допринесат за своите локални заедници. Регионите, нашите локални заедници се моторот на нашата држава и доколку младите луѓе не се активно инволвирани во работата на истите, тоа нема да биде од бенефит за нив, а на крајот нема да биде на бенефит за никој од нас. Многу е важно да бидеме инволвирани во нашите локални заедници. Тоа е на некој начин првиот степен на владата и со тоа мораме ние да бидеме активни, особено како млади луѓе да бидеме инволвирани, да активно да действуваме внатре во општините, како што оваа мерка впрочем и овозможува со цел да можеме понатаму да имаме функционални локална самоуправа, функционални општини кои што ќе можат да бидат сервис на народот. Ова беше конкретно да одиме со општото, како млад човек, постојано си во комуникација со младите, твоите современици. Кои се реално најголемите
проблеми со кои што еден млад човек се соочува во Македонија? Видите, проблемите на младиот човек во Македонија можеби не може само да се ограничат на Македонија. Младите луѓе генерално на глобално ниво имаат слични проблеми. Но ако гледаме строго низ призмата на Македонија, тоа што нас изминативе години како млади луѓе ни било некоја желба да се подобри, некоја желба да се промени нешто, тоа се можностите, тоа е образованието и тоа е владењето на правото. Сега овие работи сакам да ги набројам, ама од друга страна сакам исто така да потенцирам ние како влада што правиме во таа насока. Кога зборам за владење на правото, сметам дека ние во последниве 2 години поставивме многу добри параметри за како треба уствари да изгледа владење со правото, и тоа е еден процес кој што е жив, кој што се надградува секој ден, но како две информации би сакал да го извадам проектот Safe City, кој што ефективно не гледа кој е, туку гледа дали се прави прекршок. Сите сме свесни дека во минатот имало многу случаи на скинати казни, на јавување по телефони. Тој цел елемент на човечка интервенција со вметнувањето на камерите комплетно се избегнува. Од другата страна, вчера во едно свое гостување директорот на СОЗР истакна дека со проектот за специјални таблици дури за 70% се намалила злоупотребата на службените возила. Кога збориме за тој јаз помеѓу јавните институции и граѓаните, кога гледаме како луѓе што работат во истите тие јавни институции злоупотребуваат службени автомобили кои што на некој начин е државен ресурс, тој јаз се зголемува. Човекот се обесхрабрува и надежта дека може овој јавните институции да бидат сервис на граѓаните се намалува. Со вакви мерки, каде што знаеме веќе кои се службените возила, кај што знаеме дека се намалени, кај што знаеме дека злоупотреба на на службено возило, конкретно во овој случај ќе донесе до директни консеквенции, е школски пример според мене за како треба да изгледа владење на правото, односно јавните институции кои што треба да бидат уредувачи на нашиот систем и кои што треба да бидат спроведувачи на истиот, кога се примерни, тука веќе имаме основ за понатамошна работа. Понатаму го спомнав образованието. Сметам дека образованието е еден од најклучните сегменти на секој општество, не само на нашето. И бевме сведоци дека последниве години образовниот систем и студентите беа користени, не беа фокус на владеачките структури, туку беа едноставно искористени како еден метод за предизборен инженеринг, за да можат да постигнат, за да можат да пласираат некои ветувања, за да можат да ласкаат пред студентите, пред професорите, пред универзитетите, дека ќе имаме студентски градови, дека одма во една година до две ќе имаме универзитет на првите 1000 на Шангај и така натаму, а на крајот не видовме ништо. Студентски град немаше ни проект, а камоли резултат. Од другата страна универзитетот стагнираше, а државата не му се најде како сервис на истиот. Денеска гледаме нешто друго. Ние не видовме студентски град. Ние видовме дека целосно ќе ги реновираме сите студентски домови. Два студентски домови ќе бидат спремни за новата учебна година. Тие ќе бидат целосно реновирани, енергетски ефикасни и со тоа ќе бидат најмодерни што оваа држава ги има, а понатаму од почетокот на следната учебна година ќе продолжиме со процес на реновирање на сите останати студентски домови. И тоа е мерка со која што сметам дека треба да бидеме сите ние горди, поради фактот што првпат ќе имаме студентски домови кои што ќе бидат достоинствени за студентите. Во периодот кога останатите студентски домови ќе се реновираат, имаме Министерството за образование изработува план со кој што тие капацитети кои што би се изгубиле во цел тој период би се надокнадиле со алтернативни капацитети, со тоа што нема да има ни еден студент во градот Скопје да остане без сместување, нема да имаме намалување на генералниот капацитет на сместување во студентски домови кои што го имаме во Скопје моментално. За третата работа зборав за економските можности.
Има веќе втора година поред работиме со оперативните планови за самовработување, каде што преку апликации се доделуваат грант програми. Сметам дека 21-виот век ќе биде веќе е век, но и допрва ќе биде век на предприемаштвото, време на самовработувањето и време на кога младите луѓе своите идеи ќе ги канализираат во своји бизнеси. И ние како држава и како влада сметам дека сме голем сервис на тоа. Со тоа што работиме во таа насока, увозможуваме прилики и нели имаме голем број на иницијативи кои што понатаму се претвараат во бизниси кои што можеме утре да ги видиме, се опипливи, а исто така услугите кои што тие ги нудат можеме да ги користиме. Значи според се тоа што го кажа, младите остануваат во фокусот на ВМРО-ДПМН. Младите се еден од столбовите на ВМРО-ДПМН, секогаш биле, се и ќе останат. Во програмата што ја понудивме пред граѓаните во 2024 година имаше голем број на проекти за млади кои што сите сме фокусирани да ги исполниме. И периодот што предстои ВМРО-ДПМН владата ќе останат фокусирани на исполнување на својата програма за младите, а ние како Унијата на млади сили секогаш ќе бидеме тука да помогнеме во тој процес, а исто така да понудиме некоја нова идеја, бидејќи ние сме сепак таа структура внатре во партијата која е во најдиректен контакт со младите луѓе, секојдневен контакт со младите луѓе, дека сепак самите сме млади луѓе. И следствено на тоа ние сме тие што информациите за кои се трендовите, како движат потребите ги собираме на дневно ниво. 2 години не се мал периоди, работите се менуваат ден во ден и затоа ние како Унија на млади сили сметам дека имаме одговорност да бидеме цело време вмрежени со младите луѓе, не само од нашата структура, туку со сите млади луѓе во Република Македонија, со цел да можеме да ги чуеме, да знаеме кои им се моменталните потреби, така да можеме да им помогнеме на сите. Одреден период си на позицијава, очекуваше да биде полесно или потешко од претходното гледајќи? Па еве, денеска сум една недела како сум назначен за председател на Унијата на млади сили. Претходно действував како меѓународен секретар на Унијата на млади сили и координатор во изборната единица број 3. Претходно бев член на извршниот комитет на Унијата на млади сили цели 4-5 години. Така да функционирањето, ингеренциите и како изгледа еден работен ден на председателот на Унијата на млади сили горе доле ми се познати на одстрана. Сега веќе кога почнуваме сме во фаза на составување на тимови и на целата првична кадровска работа за понатаму со која што понатаму ќе функционираме. Да ви кажам исполнет период, една недела исполнета со позитивна енергија, многу контакт со млади луѓе и сметам дека еден многу добар темел за тоа што ќе предстои во периодот што доаѓа пред нас. Имаш добар тим, значи. Одличен. Така. Вие почнувате иницијатива пред некое време од Ѓорче стартувавте, мислам, со посети низ цела Македонија, така. На терен сте, значи, постојано. И ќе биде. Теренот е нешто што не одбележувало нас од нашето формирање. Теренот за мене е клучната основа на една здрава Унија на млади сили. Во неделата почнавме со првиот состанок со Општинскиот комитет во Ѓорче Петров на Унијата на млади сили. Вечерва продолжуваме со Општинскиот комитет Кисела вода, нели понатаму продолжуваме со караван низ целата држава, сите општински комитети да ги посетиме и со целото членство да се видиме и во официјален капацитет да поразговараме како ново раководство. Како млад човек и како председател на Унијата на млади сили, свесни сме сите еден од најголемите, можеби најголемиот проблем на Македонија не е само македонски, тој е регионален. Проблем зборуваме за иселувањето на младите, она рак рана на општеството балканско, би рекол, не само македонско. Според тебе, како може да се реши или да помогне да се реши овој проблем? Никој од Македонија не се иселил бидејќи сакал да се iseli. Ова е дом за сите нас и сите кои што доаѓаме од тука имаме длабоки емоции врзани со ова место. Иселувањето како феномен главно се случува поради тоа што тие три проблеми кои што ги набројавме малку претходно се толку големи за одредени луѓе кои што не можат да се изградат својата иднина тука и одлучуваат тоа да го прават. Иселувањето како аргумент е секогаш многу атрактивен за опозицијата, но ако ги гледаме фактите, во последните 2 години имаме тренд на позитивна миграција назад во Македонија.
И тоа е генерално поради фактот што и моментално економските состојби на глобално ниво не се идеални, но сметам дека првпат македонските иселеници по подолго време гледаат дека во Македонија имаме власт која што работи кон зголемување на потенцијалот економски на државата, зголемување на атрактивноста на државата како дестинација за живење, како дестинација за инвестирање, и гледаме дека државата првпат после подолго време работи на покривање на економскиот стандард. Јас би сакал тука да издвојам нешто што оваа влада прави во континуитет последниот период, а тоа се економските форуми кои што ги прави во држави надвор од Македонија. Последните две беа чинам во Будимпешта и во Истанбул, каде што повеќе македонски фирми заедно со делегација од владата отпатуваат таму, си ги презентираат своите бизниси, но и владата ја презентираше Македонија како дестинација за инвестиција, секако пред голем број на представници од тамошните владеачки структури и тамошните бизнис заедници, и со тоа ја представуваме Македонија како дестинација на картата за инвестиции, и сметам дека тие настани ќе вродат голем плод и ќе донесат директни инвестиции кои што директно ќе подобрат економската состојба во Македонија. И така ќе го решиме иселувањето. Кога македонскиот иселеник ќе свати дека Македонија е земја со економска можност, и младиот човек кој ќе свати дека шансите за економски напредок во Македонија се слични како тие што се во земјите од Западна Европа, ќе одлучат сигурно да се вратат во Македонија, бидејќи како што кажав кога почнав да го одговарам ова прашање, Македонија е дом за сите и ова место тежи за сите нас. Колку причина за иселувањето беше она што се случуваше минатите 7 години од 17-та до 24-та, она да не речам македонско расположение кое што го тераше и го протежираше минатата влада, она распродажба на идентитетските одредници. Имаше многу често муабет дека младите се иселуваат од Македонија не само заради економската состојба, затоа што не се чувствуваа свој на својот. Се менуваше работата овие 2 години на позитива. Колку мислиш како млад човек дека тоа беше причина, бидејќи реално гледано дали си ти во Германија, во Данска или во Македонија, кога не си свој на своето, и не е така различно. Мислам дека тоа беше буквално еден ветер во едра за иселувањето во Македонија. Дефинитивно имаше. Да. Имаше влијание, бидејќи јас тие процеси кога отпочна бев на свој 18 години, и еден човек што туку е станат полнолетен, што туку на некој начин ефективно осознава кој е, да се такво обезличување да се случи дефинитивно резултира во големо обесхрабрување. Ја да го кажам малце и личниот пример, јас 2021 до 2023 година живеев во странство, студирав во Италија, но сите тие процеси што се случуваа во Македонија, моето лично искуство е дека ме мотивираа да се вратам. Кога како македонец, тоа го гледав како се случува на отприлика 900 километри од Македонија, јас не можев мирен да седам, морав да се вратам тука и морав активно да го земам својот дел во борбата против тоа, бидејќи тоа што се случуваше беше ефективно антимакедонски. Ние имавме структура на власт која што го застапуваше сечи интерес освен македонскиот, и сметам дека на секој одговорен граѓанин на оваа држава требаше да му биде обврска да се бори против тоа зло. Како Унија на млади сили, но и како млади луѓе, како гледаш вашата улога во Македонија, македонското општество и спречувањето можно на оние девијантни појави кои што ги има и кај младите и кај старите, но и кај младите? Дали работите на ова и ако да, како да се работи на ова? Јас сметам дека главниот начин на кој што ние можеме да допринесеме е да бидеме присутни, да бидеме секогаш во контакт со сите. Како што кажав, Унијата на млади сили е многу повеќе само од организација која што има свое членство и работи со истото. Унијата на млади сили е една авангардна организација која што е присутна со сите млади во државата. Ние не треба само да бидеме присутни, туку во цел тој период мораме и да разговараме со младите луѓе, мораме да ги чуеме и мораме да бидеме присутни со нив. И најважно од се мораме активно да го застапуваме ставот, односно да шириме вистината дека младите првпат после подолго време имаат партнер во владата, имаат партнер во ВМРО-ДПМН. И само така сметам со нашето присуство може да се спречат тие девијантни појави, бидејќи додека сме ние присутни, додека вистината е сервирана пред граѓаните, само така ќе може да се спремнат одредени негативни нус појави кои што можат да донесат понатамошни проблеми за нас.
освен на терен и пропагирање на контра ова, дали планирате нешто кампањи и такви работи на ова поле или? Дефинитивно, Да. значи ние имаме во план да работиме секој лето тематски кампањи. Планираме да работиме денови на политичка акција, кога синхронизирано низ цела Република ќе имаме исти активности. И тие тематиката на тие настани ќе биде ќе се семенува согласно кои се потребите актуелни во моментот и нема да бидат ограничени само на спречување, туку ќе бидат исто така промоција, разговор, собирање на идеи, на коментари, на критики, на се, но пак се врти околу тоа присуство, во општествено присуство кое што мораме да го имаме. Опозицијата до пред неколку дена, поточно СДС, ликуваше на наводен застој во македонските евроинтеграции. Мислам дека добија две шваканици, една директна од Брисел преку Euronews, дека сме меѓу водечките, другата беше 2 часа само подоцна или следниот ден од евроамбасадорот Рокас, кој што кажа дека сме одлични во реформите. Но еве како и да е, можеби сме фронтранери, така наречени, во ова обкружување сегашно, но заглавени се евроинтеграциите повеќе заради двојните аршини и она што ни се случува и со Бугарија, нешто што е несвојствено и никогаш не се случило за ниту една земја кандидат. Се наоѓаме таму каде што се наоѓаме, го поврзуваат тоа и со иселувањето, односно неносењето подобар живот, како што го толкуваат со влезот во Европската унија, дека ги оддалечува младите од земјата и се. Но еве, како млад човек, како гледаш на ова што се случува со Македонија, на овие двојни аршини, на ова што се прави од Бугарија? Како што кажав, претходно во Унијата на млади сили действував како свој незин меѓународен секретар, а исто така сум потпредседател на младината на Европската народна партија, така да на некој начин и директно сум представник на Унијата на млади сили на меѓународно ниво. Кога некој пријател од друга земја ќе ме праша накратко да ја објаснам оваа ситуација, моето кратко најпластично објаснување дека Македонија земјата што најмногу има инвестирано за членство во Европската унија, а нема добиено никаков поврат. Така да двојните аршини се дефинитивно еден многу опасен преседан кој што се постави со Македонија, да земји кои што се веќе внатре и кои што го имаат стекнато своето право на вето можат да го диктираат интегративниот процес согласно билатералните барања према Македонија. И сметам дека позицијата на владата дека потребни се гаранции од Брисел дека нема да има понатаму условување, се неопходни, но исто така што е нешто што е неопходно, што веќе гласно го говориме, дека многу е важно Бугарија, многу е важно дека нашиот источен сосед мора да ги почитува и да ги имплементира пресудите во човековиот суд во Европскиот суд за човекови права кои што се донесени за македонското малцинство на територија на Република Бугарија. Односно, мора нашата диаспора да биде испочитувана, со тоа што таа не е иселеничка диаспора, таа е автохтона диаспора што живее во тој регион, и мора Македонија во својот евроинтегративен пат да застане во интерес на своите граѓани кои што живеат надвор од своите граници. Само да се подсетиме, не смее да се заборави дека пред колку беше 7-8 години кога се потпишуваше Преспанскиот договор, тогашната власт која што тој договор го представи како ремек дело и како врховното достигнување на македонската диаспора, слепо се откажа од една цела наша заедница надвор од Македонија кај наш сосед друг. Така. Но еве, комуницираш, како што кажуваш и самиот ти со своите европски колеги. Што велат тие кога ќе им ја представиш ситуацијата? Бидејќи, мислам, порано беше една од најголемите грешки на македонската и дипломатија и општо, работите не се кажуваа. Какви се, што се, мислам дека луѓето и надвор многу, ако ти самиот не им кажеш, не ги интересира, но поинаква е сега дипломатијата, да не се лажеме да ги споредиме Муцунски и Османи, тоа е веќе како црно и бело нешто би било во однос на дипломатијата. Како реагираат, твоите европски колеги, да ги наречам, кога ќе им ја објасниш ситуацијата и зошто Македонија е таму каде што е и не е каде што треба да биде? Јас искрен да бидам во действувањето меѓународно
при Унијата на млади сили гледам што повеќе да се дистанцирам од објаснување конкретно на проблемите и на барање изговори. Јас гледам да кога се прават овие разговори, фокусот ми е да имаме еден позитивен пристап каде што кажуваме зошто заслужуваме, што имаме направено, како можеме ние да бидеме додадена вредност и зошто Европската Унија во својата иднина не може да ја гради без Македонија и останатите земји кои што ја сочинуваат таа така наречена западно-балканска шесторка. Факт е дека благодарение во наводници на ова што не се случува 25 години, 21 година всушност сме кандидати од 2005-та година, нели од 2009-та ја добивме и првата препорака за отпочнување на преговори што не се случи првин заради Грција, сега заради Бугарија, но нели анкетите се какви што се јави еден евроскептицизам благодарение во наводници на она што не се случуваше, така што сега имаме една анкета последна на МКДМК која што ја изведе Market Vision и која што вели дека над 80% од македонците, поточно 80,3% македонските граѓани би прифатиле и влез во Европската Унија без полноправно членство. Она идеја која што провејуваше, мислам дека нема да се оствари, но сепак дека и дури такво нешто без еврокомесари, без право на вето би прифатиле затоа што да не речам народски име преку глава од сето она што се случуваше и велат ајде да влеземе бидејќи сменивме име поради тоа, не видовме ништо од сите тие работи што ги дадовме, а не требаше и мислам дека сето тоа е резултат на еден евроскептицизам. Како гледаш ти на ова 80% велат да влеземе како и да е во таа Унија? Видете, пред да го искоментираме тоа, многу е важно, кога кажавте дека се појави еден евроскептицизам, многу е важно дека да го искоментираме моментот дека всушност после сите тие работи што нас не се случија, сменување на име, промена на знаме, прифаќање 1001 работа со врховната цел, благородната цел за наше членство во Европската Унија, кога видовме дека немаме никаков поврат на инвестицијата, како што кажав претходно, нормално е дека ќе се појави евроскептицизам како појава, иако тој не е оправдан според мене, бидејќи националниот интерес на Македонија е членството во Европската Унија. И тоа не зборам националниот интерес како државна политика која што ја тераме, туку суштината е дека тоа е во интерес за нашата држава. Наша Македонија својот пат во позитивна насока позитивната насока за нашата држава води право кон членството во Европската Унија. Кога го коментираме неполноправното членство и зошто појавата, односно позитивниот став кај граѓаните е толку голем за него, мислам дека тоа се должи на веќе што на граѓаните условно кажано им е стигнато преку глава од чекањето. И сега кога се нуди некаква алтернатива која што би била помека варијанта на членство, претпоставам дека многу од граѓаните веќе се спремни тоа и да го прифатат, односно не ни се чека повеќе, спремни сме и тоа да го прифатиме. Нели последниве година дена се повеќе и повеќе се разговара таа тема за нецелосно членство, за постепено зачленување, иако ние како држава имаме повеќе пати кажано отворени сме да разговараме на таа тема, сметам дека е многу правилен ставот што ние не се откажуваме од нашата финална цел, а тоа е полноправното. Нека доколку има некоја помека варијанта, окей, но таа мора да биде постепена и да заврши нели со полноправното членство на крај. Финишот би бил тој сепак, да. Но еве, условно кажано да кажам, контра вас е мадината на Социјалдемократскиот сојуз во однос на действувањето. Ги познаваш, претпоставувам. Еве, познавајќи дел од нив, се гледате од време на време, нели на настани, потпишувавте и декларации и се. Дали реално тие се на иста линија со она што го прави врхушката на Социјалдемократскиот сојуз, која што не чекори баш македонски последните многу години, особено во последно време, со ние притисоци за внес на бугарите без никаков проблем, односно без предвидливост на патот, без никакви гаранции. Спомнувањето секојдневно, мислам дека Радев ги нема спомнато толку пати колку што Венко Филипче. Дали младите таму се на таа линија или сепак не се баш согласни со она што го прави нивната врхушка? За жал се. Да. Ја тоа не можам многу да го разберам, бидејќи токму тие доаѓаат од структурата која го смени името со ветување дека одма се отпочнуваат преговорите, одма ќе се отпочнат преговорите за Европската Унија, но не се случи тоа.
Тие се тие што ја донесоа привремениот договор со Грција во 90-тите години и дека нема да со тоа Грција ќе крене блокадата, а тоа не се случи. И сега повторно пробуваат да ја сервираат тезата дека со безусловното прифаќање на бугарите во уставот ќе се затвори таа тема и ние малтене преку ноќ ќе станеме полноправни членки на Европската унија. Ми е многу жал што тие млади луѓе немаат научено ништо, ги немаат научено историските лекции, кои што впрочем они биле во позиција на одлучување кога се случувале, и што слепо ја следат врхушката нивна, која што за жал од ден во ден паѓа во се поголема и поголема антимакедонска реторика. Како гледаш, зошто не го сваќаат тој момент, таа потреба, и тоа огромна потреба за еден, буквално кажано, идентитетски ремонт на нивната партија? Од каде таа заслепено секој нормален македонски граѓанин, не македонен само, значи од која била националност, гледа што се случува, ја сваќа работата, од каде таа, нели, магепсаност на овие млади луѓе? Искрено не би можел тоа да го коментирам, сепак нели доаѓаме од различни структури. Само можам, би сакал да дадам тука коментар дека сум среќен што нашата младина има сватено сериозноста на оваа задача и во секое време постапува во интересот национален со цел одбрана на македонскиот став и промоција на нашиот понатамошен европски пат на еден достоинствен начин. Продолжувате во оваа насока, нема за страна? Дефинитивно ние во секоја фаза од своето дејствување 36 годишно, Унијата на млади сили секогаш била една проевропска младинска организација која што ги застапувала европските вредности и се борела во секое време за членството на Македонија во Европската унија. Тоа сме го правеле до сега и не планираме да запреме, ќе го правиме и во периодот што доаѓа. Овие 36 години сте буквално кажано расадник на политичари за потоа, нели, кои што влегуваат во ВМРО ДПМН, продолжуваат и со ова, така? Се надеваме. Така. Но еве зборувавме за СДСМ или СДС, како што ги вика народот, вела дека многу тоа мои не го заслужуваат, но во моментов кај нив, иако да, ти си би рекле од противничкиот табор, се случува еден внатрешен интересен во наводници судир, една имплозија која што е, претпоставувам, резултат токму на она што го зборувавме, според сите, нели, мерила е резултат на антимакедонштината која што некоја вметна, па доаѓаат други сили кои што се обидуваат да ги реформираат, па овие старите ги представуваат како предавници и сето тоа, но најинтересниот момент е дека повторно вас како ВМРО ДПМН ви инволвираат и двете страни во приказката, и реформаторите, така наречени, и старата врхушка предводена од Венко, односно од Заев, да не се лажеме, виновни за се што се случува кај нив се ВМРО ДПМН и вашиот председател Христијан Мицковски. Виновни ли сте за ова што им се случува на СДСМ, овие внатрешни судари, и како успевате да го направите тоа, да направите внатрешен судир вие како ВМРО ДПМН во СДСМ? Мислам дека тоа е најјасниот индикатор дека таа политичка партија моментално нема јасно зацртана насока, па во сите превирања, па во сите пресконференции пробуваат вината за се, па дури и за внатрешните нивни состојби да ја препишат на ВМРО ДПМН и на председателот на ВМРО ДПМН. Мислам дека секој човек што ја прати политичката ситуација во оваа држава е повеќе од свесен дека тоа е нелогично, бидејќи ВМРО ДПМН моментално е партијата што ја води оваа држава и фокусот е еден и единствен е успешното предводење на владата, реализација на програмата што сме вретиле пред граѓаните и нели постигнување на очекувањата што граѓаните ги имаат дадено на нас. Ние дојдовме на власт во оваа држава во едно време кога довербата беше на едно историски ниско ниво во јавните институции и нашата задача е тоа да го смениме. И тоа активно го правиме секој ден. А во тој процес ние дефинитивно немаме време за креирање на интерни проблеми во опозицијата, а не само што немаме време, немаме ни интерес. Така да сумирам оваа тема, мислам дека не треба ни да се коментира во јавноста поради фактот што сами ја сваќаме парадоксалноста на истата, но да сумирам, тоа е, како што кажав на почетокот, најјасен индикатор дека таа политичка партија нема никаква насока во која што се движи. Гледано од страна, сепак денеска читав таква една интересна колумна која што вели дека факт е дека да, точно е дека ВМРО ДПМН е виновен
недоволен за она што се случува во СДС, затоа што кога ќе ве компарираат, а тоа е неминовно, нели, во однос на перформансот и работата, на едната страна е ВМРО ДПМН, на другата е СДС, и сега кога ќе видите кој како работел и кој како работи, неминовно е да се случи она што се случи, се вика избори, самите изборни резултати и анкети одат уште полошо за опозицијата, па кога ќе видиш и виновни сте за она што се случува, бидејќи сега тие немајќи што да прават, се занимаваат со самите себе си, обвинувајќи се едните со другите дека за резултатот се виновни, нели, тие не тие, и на крај ВМРО ДПМН. Реалноста е споредбата ако ја направиш, да, виновни сте според изборните резултати, така. Ако сакате така да коментираме така, нека биде, но во цел тој период мислам дека тука два има главни аргументи. Првиот аргумент е како вие што кажавте, резултатите. Еве нека се мерат првите 2 години, односно 17-19, нека се мери 24-26 и јасно е зашто довербата на граѓаните припаѓа кај ВМРО ДПМН и нели од кога сме дојдени истата таа расте, а за опозицијата се намалува. Од другата страна мора да се искоментира тоа што некако нас ни тлее во овој разговор што го имаме и се врти во секој момент, а тоа е дека кога СДСМ застана против националните интереси, кога активно се пазареше со истите, ние застанавме во одбрана на татковината и во одбрана на националниот интерес. И тоа граѓанинот го гледа. Тоа колку сакаат можат да сервираат тези зашто тоа било наш интерес и така натаму, но реалноста е една и единствена, дека народот гледа, а во тоа време браникот на татковината и браникот на македонскиот национален интерес беше едно и единствено, тоа беше ВМРО ДПМН. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Тодор Коневски од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Се враќаме веднаш по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Тодор Коневски. Зборувавме за десувањата на Унијата на млади сили, на она што се случува во Македонија. Но еве, како Унија на млади сили, како комуницирате со останатите партиски, нели, подмладоци што се во државата? Според народот сите си мислат во главата, геомити сте во ровови, нели, се гаѓате, нешто правите. Не е така реалност. Па не би се соглавил дека е така, нема секако нели застапуваме различни ставови, но има комуникација помеѓу партиските подмладици, тоа се главно под чадорите на неколку меѓународни организации кои што политичката комуникација меѓупартиска со фокус на меѓупартиската им се ставени во прв план во проектите што ги работат во Македонија и повеќе пати во годината не собираат нели од повеќето подмладици, можеби сте биле сведоци, ама последниве година до две се повеќе и кај телевизиите во јавните дебати е популаризиран трендот на поканување на представници на политичките подмладоци, нели сметам дека постои и влада еден консензус во општеството дека повеќе се потребни млади луѓе на телевизиските канали, млади луѓе да кажуваат кои им се ставовите и како размислуваат за понатаму и нели во ситуациите кога јас сум бил представникот на ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили, таму секогаш преди по снимањата сме имале пријателски разговори во неколку ситуации, нели на кафе ќе сме седнеле потоа, така да сметам дека да, се застапуваме различни ставови, но дека би рекол дека сме во рововска битка влезени, не. Видете, додека постои во ова општество битка на идеи, тоа е здраво за општеството. Доколку сите како луѓе сме со идеја дека сакаме да живееме во едно подобро општество, но методологијата на која што идеологијата преку која што тоа сакаме да го исполниме различна, тоа е здраво за едно општество. Здраво е да има дебата на идеи, здраво е да има дебата на различни пристапи. Не е здраво кога работите се црно на бело сега како што се. Така, во моментот, значи, се случува и многу закони во, нели, предводени од оваа влада. Зборуваме за закони кои што не се секогаш многу популарни, да не речам популистички меѓу граѓаните, затоа што дел од нив и сакаат да го практикуваат тоа што го практикуваат. Во овој контекст зборуваме токму за новиот закон за игри на среќа кој што предполага оддалечување на казината од, нели, училиштата и слично, нешто што најде на отпор кај дел од, нели, оние што се занимаваат со тоа, но еве, како млад човек, колку ова е реален проблем на Македонија, македонското општество и на младите, зборуваме за коцкањето, кои се твоите погледи на ова? Реален проблем е.
не мора тука повеќе да се коментира на темата, значи фактолошка констатација е тоа. Нема тука простор за многу толкувања. И среќен сум што како влада решивме фронтално да го нападнеме овој проблем. Праволиниски и да тргнеме во насока да го решиме. Коцкањето е една бела чума која што постои во нашето општество и за жал има многу млади кои што се опфатени од овој проблем. Со оваа мерка директно влијаеме да достапноста на игрите на среќа, која што за жал е енормна, се дистанцира особено од тие најмлади луѓе каде што нели човекот кога е млад, кога се гради, поголем е ризикот нели за навлагање во вакви проблеми. Со дистанцирањето на објектите каде што можат да ги играат истите игри, сметам дека се поставува добра дистанца за тоа да биде недостапно и со тоа да се реши. Овој закон сум убеден дека ќе има директни ефекти и сметам дека ќе биде една мерка која што сега, иако можеби некој не ја комуницира, не ја смета за многу позитивна, која ќе си ги покаже позитивните резултати и дека општо стапката на коцкање ќе се намали, тука веќе мислам дека универзално ќе биде прифатена. Така да ова е пред се државничка политика, како што кажав, ова не е популистичка мерка, можеби некои граѓани нема тоа да им се допадне, но кога ќе донесе јасни резултати, тука веќе мислам дека нема да има многу простор за дискусија понатаму. Уште еден непопулистички закон, искрено кажано, ВМРО ДПМН е предводник на овие закони кои што не им се допаѓаат на многумина, но потоа резултатите се покажуваат. Тоа е уште од првата влада на ВМРО ДПМН. Сведок сум на тоа што се случуваше и реакциите околу ДДВ-то тогаш и сето она што следуваше после тоа, увозот на половни возила кој што беше дочекан прво време на нож, но нели се покажа како што се покажа. Сега зборуваме за законот за игри на среќа, зборуваме за законот за измените нели во законот за сообраќај каде што се удри по тротинетите. Сега и ова е непопулистички закон кој што кај многумина реално предизвикува некаков револт кај оние корисниците, особено кај оние помладите од 18 години, но има и правила нели за невозење двајца, носење заштитна опрема, возење до 20 км на час, нешто што предизвикува револт кај младите. Според мене тотално апсолутно неоправдан, треба да се воведе ред, но еве претпоставувам дека имаш веќе реакции на ова. Да, ова е уште еден во низата на закони, со тоа што искрено мислам дека овој малце така повеќе беше напаѓан, но еве да го дам моето лично видување. Кога тротинетите се појавија, електричните тротинети кога се појавија како феномен, ја бев во своите тинејџерски денови и сите, нели, тоа беше нешто што сите сакавме да го имавме. Јас не познавам, јас вклучен, мој пријател кој што нема направено инцидент. Сега, јас пример сум имал среќата да тоа помине релативно лесно со неколку гребаници, додека имав пријатели кои што завршуваа со скршеници со сериозни повреди. Јас свесни сме дека во некој случај овие повреди предизвикани може да резултираат и со смрт. Тоа време, кога уште тротинетите беа на овој, генерално сите беа лимитирани од прилика до 20-25 км на час, но во меѓувреме се појавија секакви нови тротинети, има некои тротинети кои што можат да развиваат брзини до 80 км на час. Свесни сме за какво дивење се случува, свесни сме дека сметам дека околу сигурно повеќе од 90% од корисниците на електричните тротинети не користат адекватна заштита при користењето. Така да што во сообраќајот, дали тоа бил дека многу и од истите корисници на тротинетите по коловозите ги управуваат своите тротинети, дали тоа бил во сообраќајот, дали тоа бил во пешачкиот сообраќај, представуваат еден движечки ризик. Затоа е многу важно ова да се регулира. Многу е важно да поставиме јасна законска рамка за како може да се однесува, колку може да се вози, дека треба да се носи заштитна опрема, како што нели имаме пример за мотоциклите, бидејќи пример возилата на две тркала зависат од баланс и тука автоматски е многу позголемен ризикот од несакани действија. Затоа сметам дека ова исто така еден предлог закон кој што во моментот кој ќе стапи на сила ќе донесе конкретни резултати, ќе има многу помалку инциденти и помалку повреди стекнати од возењето на тротинетите и со тоа тротинетите ќе можат да бидат фактички дел од сообраќајот да не представуваат ризик.
Како партија се зафаќате, како што кажав, често со закони кои што се непопулистички и може да, кажам слободно, може и да ви одземат гласови, но сепак се зафаќате со нив имајќи предвид она што следува по насењето на законот. Тоа што нас не води како политичка партија е тоа што е добро за граѓаните. Многу пати во политиката, дали тоа тука, дали тоа во светот, кога се носат некои одлуки, тие можеби иницијално нема да бидат добро прифатени, но времето е најдобриот тест и тоа покажува дека со активната имплементација резултатите што ги носат се позитивни. И еве, од кога сме тука дојдени, спомнавме 4-5 мерки кои што не биле толку добро прифатени, но самите донеле енормен ефект. Го спомнавте ДДВ-то, спомнавте дозволата за увоз на половни автомобили, го спомнавме Safe City, кој што нели моментот кога се имплементираше и кога влезе во таа тест фаза, сите збораа дека е многу малку, но сепак опозицијата не даде подршка, тоа ким стои, мислам, така да, доживотно. 40% е намалена смртноста. 40%, казните се најмногу за брзо возење и тоа се со минимално прекорачување, така да тоа се директни ефекти кои што нели со времето кога ќе ги донесат ефектите и нели за намалената стапка на смртност во сообраќајот, тука веќе не може да се аргументира против. Резултатите директни се најголемиот доказ и кога се тие таму, без разлика на дали ставот бил не толку популарен, кога тие се присутни не може да се аргументира против. Тоа е факт. Така. Еве за крај, како нов председател, што да очекуваме, кои се следните чекори, кои се следните проекти на Унијата на млади сили? Уете, како ново раководство ќе засилено ќе бидеме присутни на теренот, ќе ја посетиме цела држава, ќе зголемиме поддршката за младите луѓе, ќе понудиме многу нови иницијативи, ќе понудиме многу нови идеи, многу нови настани, многу нови начини за младите луѓе да можат да се вмрежат со нас, а и ние со нив. Унијата на млади сили била и ќе остане моторот на ВМРО-ДПМН и ќе биде најголемиот двигател на младите во Република Македонија. Ти благодарам на гостувањето и ти посакувам успех во работата. Ви благодарам на вас. Ти благодарам, ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.